Едното прашање е дали Врховниот командант и председател ќе даде дозвола нашето донирано вооружување во Украина ќе даде дозвола да се користи во офанзивни сценарија против Русија. Да ја нападнеме Русија со тенковите. Не ние. Они да. Украина да го користи нашето оружје за офанзивни акции во Русија. Дали ќе даде дозвола председател? Тоа прашање го има испратено и до МНР и од таму не ни одговараат уште. Значи за другите држави кои што донирале во Украина, знаеме какви се ставовите. Значи тамошните председатели и министри имаат дадено такви одговори и кажале. Да или не? Да или не? Ќе дадеме дозвола, нема да дадеме дозвола. Кај нас се кријат, не одговараат. А сега да побараме ние со законот за достап до јавни информации, колку души отишле у Берлин, сега сум сериозен. И колку не кошта ова нивно шпацирен таму по Берлин и ориентација у простор? Што мислиш, колку ќе излезе? Како? Колку души биле? Комплетно колку делегација. пари потрошиле? Колку коштале авионите, хотелите? 2-30 сигурно. 2-30 бона сигурно. Мора Ама па сега ќе штедиме ли за председател? Ама нема штедење. Нема штедење. Она не представува, државата ја представува како? И во тоа во епицентар на Европа. Во најдоброто прв светло, ред. прво искачање од државава. Тука нема штедење. Мислам дека се исплати за Прво сите да пари. Апсолутно. Да ја искористам приликава, пошто Филип сега кажа да ги прашаме колку они имаат потрошено. Да го поздравам бившиот колега Горан Момировски и да му кажам дека сега е на функција на која што не смее да се прави недоветен и е должен да одговори на секое прашање кое што му е поставено без при тоа да преферира медиум и новинар. Не смее да преферира на кого ќе му одговори, а на кого нема да му одговори. На целиот кабинет на председателката Силјановска, сите кои што се задолжени за односи со јавност, имаме испратено 4 прашања. Денес имаме испратено уште едно и тоа директ до Момировски. Ќе испратиме уште едно прашање колку чинеше овој пат до Берлин и назад, колку луѓе беа таму во таа делегација. Имаме од тоа. И што Македонија да се добива, знае. и што Македонија добива од ова патување на председателката Силјановска. Момировски апелирам да одговори на прашањата Пошто не беа за транспарентност. да даде насока на службата одговорна за односи со јавност да одговорат на поставените прашања до нив. Паметен праење не е убаво, затоа што секој ќе има изјава, ќе има пресконференција и тогаш е полошо. И ќе бидеме упорни и нема да ги оставаме вака. Апсолутно. Тогаш ќе биде пиарџиски полошо за председателката, затоа што мислам пиарџиски Ќе прашуваме уживо да, ќе прашуваме во живо и упорно. и тоа е Исто тоа. како нив, само да прашам нешто ќе биде одговорете на поставените прашања, не се правите недоветни. Интересна работа, Филип. Ама где што вика коментар, извини ме. Сме го немале видеото цело, уште еднаш се преместила по тоа. Како се преместила? Не знам. Дај ако го може да го најдеме видеото, Види, знаеш што е да интересна видиме работа? кај се преместила. Не, Да не ја вратили у трет ред. нели збореа дека ќе бидат многу транспарентни, многу Добро. отворени. Од До кога? 8 мај важеш. Да. Ама мора да знаат гласачите што ја гласаа. Така? Значи до сега не се случило да носат новинарска екипа или да кога има во кабинет прием да има новинари, него директно на сите ни пуштаат слики одбрани од нив, веќе сликани, нивни значи... соопштенија што треба да ги објавиме. Тоа не е А транспарентност. што ова не се медиуми, него мегафони. Не, сметаат објективно дека се. сега да правим муабет. Значи, службите за односи со јавност, например, кога има некој low level средби, например, имал средба председателот со амбасадорот на ЕУ, не знам на кој, на САД. Тоа се работни средби, нема изјави предвидено после средбата и нормално е да испратат, и до сега тоа се случувало, не испраќале само фото од средбата и соопштение од средбата. Соопштенијата они ги уредуваат заедно со амбасадите, например, прифатливо, неприфатливо и ќе го испратат.
Проблемот е што на прашање на јавност, на прашање на медиуми, на новинар, они не одговараат. Значи, нас не ни интересира они дали се виделе со Агелер, со евроамбасадорот. Уопште тоа не ни интересира. Значи, не ни интересира тоа што се виделе. Нас не интересира тоа што не интересира. Значи, нас во моментов не интересираат неколку прашања, меѓу кои што едното прашање е дали врховниот командант и председател ќе даде дозвола нашето донирано вооружување во Украина ќе даде дозвола да се користи во офанзивни сценарија против Русија. Да ја нападнеме Русија со тенковите. Не ние. Украина да го користи нашето оружје за офанзивни акции во Русија. Дали ќе даде дозвола председател? Тоа прашање го има испратено и до МНР и од таму не ни одговараат уште. Значи, за другите држави кои што донирале во Украина, знаеме какви се ставовите. Значи, тамошните председатели и министри имаат дадено такви одговори и кажале. Да или не? Да или не. Ке дадеме дозвола, нема да дадеме дозвола. Кај нас се кријат, не одговараат. Се не ми текна што беа другите две прашања, ќе ме подсетат. Што беа другите две прашања и ова прашање сега ќе биде испратено исто така. Колку луѓе беа на делегација во делегацијата во Берлин, кои беа луѓето? И колку пари беа? Според закон мора да одговорат. Во рок од 7 дена мислам дека ја одговорат. Според закон за достап за пристап до информација од јавен карактер. Да, но тоа може да ти го влечат до месец и нешто. Да, ама после може да завршат на управен суд за тоа. Значи има закони сепак. Да видиме како ќе ги третираат. Има прашање дали ќе испратиме ново оружје и каков е ставот како ќе помагаме на Украина во иднина. А знаеш денеска русите на прием што кажа? Не бев присутен, ама ми пренесоа. Знаеш што кажа русите? Нема, значи не сум русофил со сите огради. Треба да знаат сите што се инволвираат во судирот, во војната во Украина, дека Русија никогаш во историја не изгубила, дека русите си ја сакаат државата и дека до последен ќе се борат за државата. Тоа е кажано пред дипломатски кор вечер во Скопје. Во ова, како се викаше, умериот. И тоа во така да знаете. Во превод на јазик. народен Во превод значи дека до коска, до смрт. Па сега пазете вие. Има фатен, нешто наљутени биле ептено нака. И ова што тврда изјава. Не. Значи вечерва во Мериот ден на Русија пред дипломатски кор. Како што прават сите држави во Скопје. Нивниот амбасадор има кажано пред сите собрани, присутни, званици, од други амбасади, од Македонија присутни и така натаму, дека Русија никогаш нема изгубена војна, треба да го знаат тоа тие што влегуваат на страната на Украина, и дека рускиот народ си ја сака државата, и дека е спремен за неја да гине. Да, тоа е историски факт, докажано низ историја. Тоа го има кажано, у прилично недипломатски и тврд говор, значи полека изгледа им доаѓа преку глава, не знам што е работа. Не, веројатно се спремат за некоја друга тактика и активност. Менде има прилично вака логичен би бил овај коментарот на Мендевер и сигурно благо би има платено патувањето, она беше Силјановска, а не председателка на држава. По таа логика кој идеме, она беше подпишана таму само Силјановска, не од каде дојде на чиј представник е на чија држава е председател, пишуваше само Силјановска. Така да. Да, и па приватно ли било? Да. Ако е приватно, нема проблем. Онда нема што да се секират, нека одговора дека сами си ги платиле картите. Точно. Од свој джеб се прошетале приватно, се видат со Зеленски и готово. Толку. Не, инаку не се согласувам Мечка со тебе која рече дека не ни интересира и дека сите така правеле. Не, напротив, затоа што она кажа дека ќе воведе нова политика, да видиме дали Северна Македонија си ја збори со Агилер. Објективно немаш медиумски интерес од јавност. Абе, може имаме прашање да поставиме се на тоа Агилер ама не може да постоиш ти прашање на некој кој што не сака да му бидат поставени прашања. Ако бара амбасадорот, ако бара таа средба да биде работна и само да се извести дека имало средба, мора да почитуваат и они. Ама не може од кога е веќе председателка до сега
Значи, освен сега за Мицко, што беше дозволено кога му го даваше мандатот, само слики добиваме и соопштенија. Значи, Може имаме нешто да ја веќе се прашаме. затворија Се затворија, затвараат не у- веќе. а? Они од старт се затворија. Значи они треба да имаат, ако зборат за транспарентност, они би требало да А имаат они збореа затоа. барем еднаш месечно Да. брифинг со новинари и пресконференција за јавност. Точно. Значи и за тој месец идеме на пресконференција и на брифинг што активности имал председателот и што активности планира да има. Затоа што ваков начин ние сме виделе. Ваква затвореност сме виделе од председателите до сега. Она рече дека до сега искрено, таа Пендаровски- пракса... Не зборам за Пендаровски, значи сме виделе пракси други, не зборам за Пендаровски. Не бил само Пендаровски председател. Па претходно беше Ѓорѓе Иванов, од него имавме Па, апсолутна добре, да. затвореност. Таму Па затоа ти кажувам. заборавивме да ги имаме председател Па со затоа Ѓорѓе ти Иванов. кажувам, значи не реков ја дека Со Пендаровски Бранко, бил затворен. со Бранко знаевме да ги имаме председател, пошто он на пример имаше друга тактика, он со сите имаше Добро да е. имаше И она- отвореност и не само тоа, туку ја И го чаша знаеме. виски. Чаша виски со сите, а го знаеме и по аферата Пристоп. Значи он со новинарите беше Добро, им да, направи ама фабрика. со нивните. Мене ми Со е нивните. Со нивните. муабетов дека Ама и овие исто. они рекоа дека она ќе биде отворена, дека постојано ќе оди во парламент да ги од време на време да им кажува. Значи требаше да видиме нешто друго. Од тој аспект зборам дека затвореност е и од прв ден. И ништо, како беше? Ама Све добре, е исто, само njega нема. Не, Пендаровски беше спротивно од овој моабет. Ја не знам новинар кој што е посериозен, новинар од држава, кој што имал посериозни новинарски, да речем, продукти, текстови и така натаму, или емисии, кој што немал состанок или Или немал, одговор. немал брифинг со Пендаровски, барем еднаш месечно или еднаш на 2 месеци, и немал добиен одговор во рокот саат и пол. Ама не се Ова сега го разбирам, ја не кажувам зборам за најобјективно. Пендаровски. И не, јас зборам за Пендаровски. Добро. Значи Пендаровски бил неговата канцеларија за односи со јавност била многу отворена, одговара саат и пол, 2, може ли да седат и да речат проверуваме уште, да не ги напишеме дека не ни одговориле. А уредниците сите сме имале, зборам се уредници на посериозни медиуми, сите сме имале брифинзи со председател на држава. Бидејќи е председател на држава. И кажал работи кои што, например, се случувале, не се гледаат зад кулиси, дипломатски односи и така натаму, ситуации кои што ги решавале во текот на претходниот месец или се планираат активности за наредниот месец, за наредните 2 месеца до крај на година, како реагира меѓународна заедница, кои се проблеми во државата и така натаму. Но тоа биле брифинг информации кои што потоа сме ги користеле за да проверуваме дали тоа што го кажал председателот е така и како дошло тоа. Тоа по мене било доста транспарентно. Можеби не на ниво на кое што би било апсолутно, да речам, транспарентно. Наместо на брифинг тоа би требало да го кажува на прес, за да биде апсолутно транспарентност. Но Добро, рано е за кога уште. еве за кога Може ќе видиме, да. Ќе се опре, да. Уште е у период на ориентација. Да. Уште тие Кај е 100 Европа, кај е Брисел, кај е Рим, Лондон. големата Берлин, овалната Нью соба. Йорк, ваму да. таму, да. Да прошета има време, година има две, па време. ќе почне. Има време, бе, 5 Рано е, години, да. па ние многу сакаме. Па ти одмали сакаш? Ориентација, Одма. транспарентност. Ама не ни кажаа дека одма ќе има. Се тоа одма зависи кој како го сваќа одма. За некој одма е одма, не за некој Имат после еден снемано, месец. имат снемано. Да. Да. Ке видиме, еве апелиравме да не се прават паднати од Марс.